Поздрав до сите слушатели на ЕСИ Радио. Вие сте со емисијата Шах со Љубиша Андоновски. А ние мислам дека е добро да ја почнеме новата година со младата светска звезда шаховска Алиреза Фирузија, шахистот кој што со 18 години беше првиот кој што на така млад, значи на таа возраст ја надмина волшебната граница од 2800 рейтинг поени. Тој голем успех Алиреза Фирузија го заокружи практично на своите два последни настапи, а тоа се така наречениот Grand Swiss турнамент или издвоениот турнир по швајцарски систем на суучество на 103 велемајстори, каде што го освои првото место и се квалификуваше за турнирот на кандидатите, односно ќе биде во избраната група кој што ќе се обидат да го предизвикаат светскиот шампион Магнус Карсен во неговата следна одбрана на титулата, а веднаш потоа настапи прв пат, односно дебютираше за француската репрезентација, имено тој таму живее последните 3 години во Франција, стана француски државјанин, иако е со иранско потекло и направи, би рекол, феноменален резултат, 8 од 9 на првата табла, се разбира најдобар индивидуален резултат и практично тие два големи успеси му помогна за да ја помине волшебната граница од 2800 рейтинг поени и да го засеме второто место на светската шаховска листа, веднаш за светскиот шампион Магнус Карсен. Што да кажеме за Алиреза Фирузија, чудо дете, сите го смета, кога Иван Соколов беше таму тренер, токму кога Фирузија беше на 13 годишна возраст, тој ќе има изјавено дека токму во Алиреза Фирузија има материјал или капацитет за светски шампион. На 12 години веќе тој прв пат ја освојува титулата шампион на Иран. Веќе на 14 години станува велемајстор. Само 2 години ќе му бидат потребни за да ја помине границата од 2700 рейтинг поени, граница која што кажува дека се работи за врвен велемајстор, значи 2700 исто така е рейтинг кој што не може секој од велемајсторите ни приближно да го постигне, минимумот од 2500 рейтинг поени. Вторена и на Рапидот или светското првенство во Рапид 2019 година. И воопшто Алиреза Фирузија имав можност да го гледам пред неколку години на порталите шаховски, кога гледав како игра на една минута, со каков квалитет, каква брзина, тоа е нешто неверојатно, значи кој е ова дете саш, кој е ова Фирузија вака што игра добро. Тогаш уште беше мал. А сега, на вистина, значи е вистинско уживање да се следи овој млад човек и Магнус Карсен ќе каже дека токму Фирузија е негов посакуван предизвикувач, значи Фирузија е инспирација која што му е потребна за следната одбрана титула. Ќе видиме дали Фирузија ќе успее во друштво со Фабиано Каруана, со Дин Лижен и со останатите кои што ќе бидат дел од турнирот на кандидатите, дали ќе успее да помине прв низ целта. Неговиот сегашен прв предизвик е силниот, традиционално еден од најсилните светски турнири во текот на годината, а тоа е турнирот во Вајканзе, кој што се одржува при крајот на јануари. Тоа ќе биде прв, да речам, предизвик оваа година, 2022 година. А ние денеска, почитувани, ќе погледнеме две партии токму од неговиот последен настап, од настапот на екипното европско првенство, што се одржава ноември месец минатата година во Словенија, каде што Фирузија допушти само 2 реми, ги мелеше практично своите противници и не само тоа, туку ќе видите и квалитетот на неговата игра. Затоа предлагам да поменеме на шаховската табла и да уживаме во творештвото на младиот Алиреза Фирузија. Најпрво ќе анализираме партијата помеѓу
Виктор Ердош од Унгарија и Алиреза Фирузија од мечот помеѓу Унгарија и Франција, каде што Фирузија ги водеше белите фигури и по Е4 се бранеше со своето омилено отварање во последно време Каро Кан. По Е4 С6, коњ F3 D5, коњ C3, класичната варијанта во Каро Кан, омилената варијанта на 16 годишниот Фишер на турнирот на кандидатите 1959 година и тогаш и сега важи за солиден систем против Каро Кан. Ловец Г4, едно од основните продолженија, освен Д4, е потегот ловец Г4, Х3, ловец F3, дама F3, E6. Црниот се ослободи, односно го замени црнополниот ловец за коњ и сега ги поставува пешаците на белите полиња според учењето на легендарниот кубански шампион Раул Хозе Капобланка. D4, коњ F6. И сега има повеќе продолженија, нели, ако игра ловец D3 да ја задржи напнато став во центарот, тогаш црниот може да земе на E4 па да земе и на D4 со интересна игра, компензација за пешак. E5 не е опасно заради коњ D7 и понатаму црниот го подкопува тој центар со C5. Од тука ED5, ED5, ловец D3, коњ C6 и во оваа позиција, нели, на ловец F4, ловец D6 може, на ловец G5, ловец E7. Виктор Ердош игра интересен потек, коњ E2, затоа што по коњ C6 треба уште малку да се подготви црниот, например со А6, пак има позициона закана и коњ Б4, затоа коњ Е2 со идеја C3, имам да си го брани исто така и пешекот на D4, но и да ја осигура положбата на силниот белополен ловец со C3, H6, да исклучи ловец G5, C3 и сега ловецот доаѓа на активна позиција на D6. Ловец C2, тоа е полезен потек, со кој што белиот се подготвува во случај на мала рокада на црниот да дојде со дамата на D3 да направи батерија и да тргне со пешаците GH и да го матира црниот крал. Од друга страна, црниот игра полезен потек, топ C8, топот на полуотворена линија, има коњ B4, како тактичка можност порано или подоцна. Освен тоа, црниот чека ако белиот направи мала рокада, тогаш и тој би можел да направи мала рокада, затоа што друго е да се игра со пешаците напред, кога кралот не е на таа страна, а сосема друго е кога е кралот рокиран. Значи, топ C8 и G4. Белиот јасно покажува дека сака да нападне на кралското крило и дотолку поинтересен е методот на игра на Алиреза Фирузија, кој што на ова место игра крал D7. Значи, сега е јасно дека белиот нема да рокира на кусата страна, затоа црниот крал пешки ќе отиде до B8 и тоа ќе биде како голема рокада, подобрена голема рокада. Значи, еден интересен начин. G5, Х зема на G5, ловец G5, крал C7 и по голема рокада крал B8. Гледате, како обете страни да направиле голема рокада, но црната голема рокада е малку подобрена затоа што кралот е на B8 и топот е на C8. Ако пресметаме црниот да направи регуларна голема рокада, тоа е еден потек, па крал B8 би бил 2 и топ C8 3, а вака крал D7, крал C7 и крал B8 исто така 3. Откако предходно се разбира беше одигран потекот топ C8. Топот D на G1 и сега уште еден многу интересен начин на игра, тоа е потекот B5. Црниот и од својот крал поведува така наречен миноритетен напад, каде што А и Б пешаците ќе го напаѓаат мнозинството А, Б и С пешаци. Тоа е затоа што црниот не се плаши, затоа што има доволно фигури околу собствениот крал, а исто така и белиот крал е на таа страна. А3, А5, со идеја Б4, јасно, дама Д3, напаѓа за момент на Б5, но и на диагоналата F1 А6, затоа дама Б6.
И сега унгарскиот велемајстор не најде ништо подобро од ловец зема на F6, но тоа ќе видиме не е воопшто опасно по црниот. Г зема на F6, топ G7, напаѓа на F7, дама B7 брани, и по топот H на G1, белиот ја има отворената G линија, но нема објекти за напад. По истата, така што тоа не е страшно, црниот продолжува со својата конкретна акција на дамското крило. B4, A4, и сега ловец F8, да се изјасни каде ќе оди со топот. Сега топ G8 е била груба грешка заради ловец H6 шах, белиот би загубил топ, тој доаѓа на H7. Сеедно ловецот доаѓа на H6 со шах, кралот на B1 се разбира дека би бил во голема опасност, затоа крал D1, и сега F5, одличен потек, ја затвара диагоналата, ги ограничува белите фигури, особено белополниот ловец на противникот. Топ зема на H8, топ зема на H8, топ G3, и топот повторно оди на C линијата. Сега црниот ќе сака да земе на C3. Крал E1, B зема на C3. Ако земе со фигура, тогаш се разбира конј B4, од тука B зема на C3, и сега коњот од C6, гледате, не може да пројави тука активност, него му треба други полиња, и затоа тој прави една маршрута преку E7 и по крал F1, крал A7. Значи, коњот понатаму ќе оди на G8 на F6 и веројатно на централното поле E4, но по крал F1 прво Фирузија игра крал A7 со идеја да ги замени дамите на полето A6. Така, таа одредена мала слабост во неговата позиција, помалку од крениот крал, нема да дојде до израз, односно нема да биде важен фактор воопшто. И затоа по топ G1 тој игра дама A6. Белиот не може згодно да се откаже од замена на дамите. Тој менува на A6, крал A6, ловец D3, крал A7. Ловец B5 се обидува да му најде некаква работа на својот белополен ловец, кој што е многу ограничен од црниот ѕид во центарот. Но по ловец B5 црниот продолжува со маршрутата на својот коњ, кој што се стреми на централниот пост E4. Топ G3, коњ F6, топ D3, гледате белиот лута, нема активна игра. Коњ E4, а црниот постепено ја подобрува положбата на своите фигури. Просто белиот, како да нема многу полезни потези, гледате белополниот ловец никаде не може да оди згодно. Коњот и топот се врзани за одбрана C пешакот, дека црниот има многу потези како да засилува својата позиција. Тој игра топ D1 на ова место, веднаш го дава слабиот пешак на C3, а Фирузија се разбира го зема. И под замената на C3 барем се ослободи белиот како мала утеха од слабиот коњ. Значи коњ зема на C3, топ зема на C3, сега ловец E8, повторно нападна, но повторно во еден потек и тоа лесно се парира со топ C7 и H4. Белиот сега се обидува со својот единствен адут, а тоа е, би рекол, слабиот слободен пешак, ама тој пешак не оди далеко затоа што има силна преграда од црнополниот ловец на крал B7, топ B1 шах, крал C8, H5, сега ловец G7, му дава на знаење дека и на D4 белиот е слаб, крал E2, сега белиот сака на ловец D4 да одигра H6 и потоа тој пешак да го подпре со топот позади, според учењата на славниот германски велемајстор Зигберт Тараш, но Фирузија не брза, тој игра крал D8, прво темпо, го напаѓа ловецот и по топ B8 само се приближува кон H пешакот, крал E7. Сега ловецот оди на B5 повторно, а црниот дојде со кралот, значи еднаш отиде на дамското крило, сега според потребите на позицијата отиде на кралското крило со идеја да го уништи слободниот пешак на противникот. Крал F6, крал D3, крал G5,
топ А8, крал H5, топ зема на А5. Белиот повторно зема пешак на другата страна, сега ќе има А слободен пешак, но и тој не е така опасен. Сега црниот преминува во решавачки контранапад во завршницата, тој игра крал G4 и по топ А6 крал F3 напаѓа на F2, топ C6. Белиот би дал уште еден пешак само да може да ги смени топовите, тогаш А пешакот би бил опасен, треба тука да има една фигура, затоа топ B7 не го пушта пешакот да оди напред, топ C2, но за тоа време белиот си го одбрани F2 пешакот. Но тие трајни се слабостите на D4 и на F2, практично се и фиксирани. Ловец F6, топ B2, сега ловец D8, ловецот идеално поставен, тој ќе отиде на А5, од каде што М ќе го држи слободниот пешак, М ќе може да го напаѓа слабиот пешак на F2. Топ C2, ловец А5, топ C5, ловец E1. Ловец C6, топ А7 и по топ B5, топ А4. Топ B5 нели е превид, но веќе загубена позиција. Топ D5, тоа беше идејата, нели, да се топ за топ, но црниот има меѓу потек и предава белиот, затоа што последниот потек го губи топот. Една импресивна победа на Алиреза Фируза, кој што повториме направи 8 поени од можни 9, без пораз, само 2 ремиња и 7 победи, навистина импресивен резултат. А тој резултат негов доведе до делба на првото место, иако втори за репрезентацијата на Франција на Европското првенство, што во ноември месец се одржа во Словенија. Фируза се отвори со својот омилен потек Е2, Е4, иако тој може да ги игра сите први потези и повремено игра и други отварења, но главниот потек негов е Е4. Под C5, конј F3, D6, D4, C зема на D4, конј зема на D4, конј F6, конј C3, A6, тоа е основната позиција во така наречената најдрва варијанта на сицилијанска одбрана. Беше постојано на репертуарот на Фишер, тоа беше негово основно оружје, но денес го користат исто така многумина играчи. Вашела Граф, колегата и втората табла на репрезентацијата на Франција, и исто со црни фигури постојано игра на дрвова варијанта, тоа му е основно оружје против Е4, но и многу други играчи. Тоа е отварање каде што црниот се стреми за активна контраигра. И во оваа позиција, во оваа табија, би рекол, сицилијанска, белиот има дузина потези, сите тие се испитани на практика, почнувајќи од А3, па А4, потоа ловецот кој што доаѓал или на Е2, на С4, а во последно време и на Д3, потоа ловец Е3, ловец Г5, или потези со пешакот F, F3, F4, но исто така и Г3, и Х3, па и топ Г1. Значи, навистина, исклучително многу можности, затоа што, велам, најдрвовата варијанта, како што беше порано, така и денес е многу атрактивна одбрана и затоа множество партии се играат во ова отварање. Изборот на Алиреза беше ловец Е3, а црниот главно одговора со потегот Е5, впрочем, идејата на А6 е да го контролира полето Б5 и последниот потек да може да се рашири во центарот со Е5, притоа да го избрка противничкиот коњ. Тој доаѓа на Б3, ловец Е6, нормален развоен потек. Гледате, има едно слабо поле црниот, полето D5, но тоа е добро покриено со фигури. Дама D2, конј BD7, голема рокада, ловец E7. Јасно дека црниот ќе рокира на кусата страна и ќе настане интересна сицилијанска борба на крилата. Белиот ќе биде активен на кралското крило, црниот на дамското крило.
И секогаш кога имаме хетерогени рокади, значи имаме интересна и остра борба, иако ќе видиме дека оваа партија нема да биде типична во тој дел, ќе биде решена во полза на белиот и тоа токму на дамското криво. Сосема нетипично за сицилијанска одбрана. Сега јасно е дека белиот треба да земе залет за да ги тргне со пешаците на кралското крило, тоа тој често го прави со потегот F3, значи со идеја понатаму G4 H4, но Фирузија зема залет со потегот H3 имено и по B5 G4 топ C8. Прво, типичниот сицилијански профилактичен потег крал B1. Секогаш во сицилијанска одбрана, оние што играат со бели фигури против сицилијанска одбрана, знаат дека местото на кралот кога оди во голема рокада е токму на полето B1. Праксата покажала дека белите многу пати настрадале затоа што не го одиграле овој профилактичен потег. Крал B1, значи коњ B6, сега G5. Коњ H5 и H4. Истата позиција белиот можеше да ја има доколку тргнеше со F3, па G4, G5 и H4 во еден потег да одигра. Значи разликата е во тоа што белиот пешак сега е на F2 наместо на F3. Да речеме дека може би преднос на таквиот начин или на тој детал што е не е ослабено полето G3, црниот нема можност да скокне таму. Црниот продолжува сосема логично, коњ C4, тражејќи контраигра на дамското крило, а белиот максимално економично со неразвиениот ловец го елиминира тој опасен коњ. Значи ловецот од F1 зема на C4, топ C4 и белиот конечно скокна на ослабеното поле D5, сега кога коњот не го контролира исто така таму. Оспротивно ќе можеше со коњ да земе, па ловецот доди на F5, да речеме, а вака коњ D5. Тој коњ е премногу опасен. Нели белиот сака ловец беше с коња 5 или коњ беше така натаму, ловец D5 зема, дама D5 зема, дама C7. Сега тоа е 17-тиот потег. Да погледаме. Коњ D2 го напаѓа топот. При тоа го нуди пешакот на C2, но тој се разбира дека е отровен затоа што по топ C2 нели би следел потегот топ C1. И по топ C1, гледате дамата е нападната. Ако отиде на B8, тогаш дама C6 шах и дама A6 ќе го врати жртвуваниот пешак, црниот ќе го загуби правото на рокада. Од друга страна на дама D7 повторно дама A8, значи црниот би имал само проблеми, затоа тој се повлекува топ C6 и сега топ C1. Не толку да го брани пешакот, тук ќе видиме во наредните неколку потези што беше идејата на белиот. Мала рокада, сега прво C3, еден навидно скромен потег, G6 и топ C2. Сега белиот не можеше да помине директно таму со нападот на кралското крило, но сега го отвара тој вториот фронт. Затоа има позициони предуслови во силната позиција на дамата на D5, која што не може никако да биде нападната и која што контролира практично центарот целата табла. И сега на белиот му треба вториот фронт. Иако е тој втор фронт од страна на неговиот крал, ќе видиме заради сите позициони предуслови, практично тој може да игра и така. И тоа е сепак тоа е една оригинална замисла и би рекол одлична замисла. Топ C2, значи топ B8, топ C1 се удвои по целинијата и по A5 одличен потег B4. Тоа беше целата идеја. C3, топ C2 и топ C1 за да одигра B4. Сега гледате, ако затвори црниот со А4, тогаш белиот ќе одигра А3, па ќе отвара со С4. Значи, топ С8. Повторно се надева на контраигра по целинијата, но уште еден блескав потег, тоа е А4. Сега, ако црниот пешак од Б5 земе на А4, тогаш белиот пешак оди напред, Б5, ќе го зацврсти со С4 ако треба, а тие А пешаци само ќе го бранат белиот крал, но тој Б пешак ќе стане многу опасен, а на А Б4 исклучително
и естетски и воопшто и шаховски многу силниот потек при време на жртва на дама со дама C6. Као круна на одличната и многу оригинална стратегија на младиот Алиреза Фирузија. Дама зема на C6, дама зема на C6 и сега C зема на B4. Гледате, ако дамата отстапи, тогаш топот ќе го земе топот на C8, тоа се два топа за дама и потоа A5. Значи, белите топови по C линијата и ја слободниот пешак брзо ќе ја решат партијата. Затоа турскиот велемајстор Илмаз веднаш ја враќа дамата, односно зема на C2, топ зема на C2, топ зема на C2. И сега црниот практично нема избор, тој мора да отстапи со топот, затоа што по топ C2, крал C2, Б зема на А4, например, Б пешакот би станал брзо дама, затоа што сите ќе му помогнат да оди до промоција. Тоа си е ловецот и коњот и кралот, додека А пешакот се разбира. Воопшто не представува никаква сила. Од тука топ Б8, но сега А5. Сега А пешакот е страшна сила. Гледате, тој практично на автомат се движи до А7, коњ F4, прво топ C7, ловец D8, топ D7. Напаѓа на D6, тоа не може да се брани, црниот се обидува со контраигра коњ B4, но еве го тој А опасен пешак. А6, коњ B4, А7. За миг се појави на седмиот ред, при тоа доби темпо, го нападна топот, топ А8, сега топ D6. Не само заради пешакот, туку и заради шестиот ред. Не му дава на ловецот да даде на B6, ловец C7, топ D7, повторно темпо, сега ако ловец B6, тогаш топ B7, свиде и да земе, не, ловец B6 не може никако да биде игран, се извинам, коња 6 и сега топ D5, нападна на B5, ловец A5, но белиот нема ни потреба веднаш да го зема, тој прво игра коњ B3, значи коњот го приближува. И во оваа безнадежна позиција турскиот велемајстор му честиташе прекрасната победа на својот млад противник. Тоа е еден избор од две партии од екипното европско првенство држано во Словенија, каде што Алиреза Фирузија покажа убедливо најдобар резултат на првата табла со одлични 8 од 9, што му овозможи да влезе во клубот 2800, значи да биде најмлад шахист во историјата на шахот, што со 18 години ја поминал таа волшебна граница од 2800. Тој својата вертикално движење нагоре го имаше практично и на Гран При турнирот во Рига, каде што беше прв, иако приделба на место со Фабиано Каруана и со тоа се обезбеди право да игра на следниот турнир на кандидатите, односно да биде еден од оние кои што ќе се обидат да го предизвикаат светскиот шампион Магнус Карсен. Верувам дека уживавте, почитувани, од партиите што ги погледнавме. Изборот беше малку интересна темата, нели, како Фирузија игра од собствениот крал, значи како добро разбира шах, колку интересно игра, нели, воопшто тој игра секакви позиции, игра на секакви темпа. Просто е феноменален шахист, значи со сјајна шаховска иднина, цело време руши рекорди. Ќе видиме како ќе оди неговата кариера, секако дека шахот многу добива со присуството на еден таков сјајен шахист како Алиреза. Иако на 18 години, значи покажува тако висок квалитет, што допрева ќе уживаме како тој ќе расте и шаховски, и тоа е се добро за нашата древна сакана игра за шахот. Тоа би било се. Почитувани, вие бевте со емисијата Шах со Љубиша Андоновски, а јас искрено ве поздравувам.